ќе речат за нас, топол народ македонците. Доаѓа некој гостин од странство. Ние гостопримливи. Пробај ајвар. Како ајвар да е не знам шо. Ова е ајвар. Да, а ти ајвар јадиш само тогаш дури се прави тие неколку дена на есен. Мачкаш еднаш на едно лепче со сирење и толку. Мислам, стварно е вкусно, али само толку. Низ цела улица испоседнати печат пиперки, се меша во онакви големи како тенџериња, мажи, лупат демек помагат тие. 40 кила пиперки, човече. Тегли се припремат, се мели, жена за станата вика ние годинава 30 тегли ајвар. Ме друга жена, ние 60 тегли ајвар направивме, ти сино студентче ние. Тешко на то студентче, човече, пола торба со алишта, пола со тегли ајвар. Помини покрај некој студентски дом, надвор на џамот, гледаш чорапи носени и тегли ајвар. Пола изедени, пола муфлосани. Кои перформанси ги има ајварот? Малце побуричкав на интернет и реков ај да видам, човече, шо содржи ајварот. Всушност не содржи ништо. Ајварот нема никакви хранливи вредности, ама стварно нема. Нема ништо, човече. Тоа јадење кај нас е национална храна. Ќе прашаш после зошто македонците живеат по 100 години. Па одинаед живеат 100 години. Одинаед живеат. Странецот, например, ќе проба ајвар. Гугла на интернет одма. Ајвер? Не, ајвер е во Словенија, тој не е оригинален. Кај нас е ајвар. Ајвар, оригинал, ајвар. Или, например, ќе дојде некој познат глумец. По некоја случајност, нема везе, некоја мировна мисија ќе има да посети, например, не знам, после на интернет по портали. Џорџ Клуни, воодушевен од ајварот. Џорџ Клуни проба толчени пиперки. Изјава на Џорџ Клуни, вика, јас барам 2 канти карфил да ми се пуштат за дома. Шо е македонска пијачка? Шо е наша препознатлива пијачка? Ракија. То не е само пијачка. Тој е лек, тој е чудотворен лек, тој е траума. Траума што ќе ме прати цел живот. Ракија за се. Ме боли рамото. Намачкај го со ракија. Ракија се користи за весели, за среќни моменти. Наслава за станати сите, музика. За многу години да ајде. Или на пример на погреб. Ајде. За душа. Или, например, мајка ти ракијата ја користи за онакво средство за прозорци миење. Она што е сино, ето не е сино, поточка ракија. Ја викат и полно такво и за станата. Прска и бриши, да ги избришиме прозорците, да не се смеат комшивките. Гледај прсти како се познава, да бриши. Ете, нека гледа Лила, нека гледа како се бришат, стакло. Оти на мајка ти најбитно е комшивките да речат, каква домаќинка е. Прхунацот што може да го добие мајка ти како сатисфакција, како достигнување, каква домаќинка е. Ракија. Ракија е начин на живот, човече. Или, например, застанати вака мажи. Јас треси ќе речи, гледај, пробај. Гледај синџир фаќање. Гледај, друг, ја зема ракијата. Лута? Не, лута е. Имам јас подобра, мешана со шеќер ове, зато лути. Или, например, ракија пред јадење. Се пие како нагладно. Ракија ради циркулација. Си стегаш, например, малце. Ракија како лосион за масажа. Со ракијата, ајде измасира. Одиш на лекар. Лекар, човече, ти дава ракија. Воли нешто грлото. Мед и ракија само. Фудбалска репрезентација. Зошто губиме, ќе прашаш, например. Тренират од сабајле, трчат. Тренерот. Дечки ви студи? Елате вам ајде по една ракија, ќе маниме после ќе тренираме. Тоа е. Кај нас ракијата е 60% на човече. Во светот со закон е забрането толку алкохол. Мислам, тие толку постот на ракија користат, не да Боже некој собраќај како напред да го потурат вака со ракија колку да го дезинфицират. Или пример авионот кој ќе снема керозин да дотурат од 60%. Застанат некој имам 92 години. Тајната во што е? Секој утро нагладно пијам по една ракија. По една ракија пил, нема врска. Затнат носот ми е бабати. Дојди внучко, подиши малце од ракијата. Комарец ќе те касне. Тури од ракијата малце на убодот, на местото. Кај нас, човече, има фестивал за ракија. Ракијада, човече. Која е идејата на фестивалот? Идејата на фестивалот е да се испие шо поќе ракија. Ало, да се испие ракија. Или, например, застанати вака на масулиња, треба на секоја маса по една брза помош да стои. Замисли, застанат некој јас сум второ место. А кај е тој што е прво место? Сега прва брзата помош го зеде, свиреја попат слават, прво место се тие. Свире. Или, например, температура ќе крени детево. Со ракија измачка го цело, човече. Некој ракијата ја користи за она што е намената, за пиење, човек. И то не е пијанење со ракија. Тоа е лека парализа се дешава. Тоа е анестезија на организмот. Има неколку варијанти на такво пијанство. Само овој дел го осеќаш. Другото парализирано, вака, допиреш, ништо не осеќаш. Најзаебано пијанство од ракија е кој ќе не знаеш колку си пијан. Само пиеш, окей си и одиш во WC, застанеш пред огледало и наеднаш ова се дешава. Ти како сакаш да се трудиш да си во ред, ама се трудиш, ама џабе ти е. И најбезвезе е кој ќе се трудиш да се правиш дека не си пијан. Замисли како те гледа човек, вака те посмatra. А ти
Како да бе, да, окей, сум супер. Не ме расправен муабет, па дури си прави муабет. Или одиш дома, например. Најзаебано чувство е оно кој ќе се враќа, кој ќе го направи само... Кој ќе ти врати, тој кој ќе сака да излези надвор, ама кој ќе пробаш да го вратиш надолу. Тоа е многу заебано чувство. Тоа е состојба. И за тоа треба многу концентрација. Си викам каква мисла се одвива во главата на толку пијан човек од ракија. Што му се дешава, човеч? Застанат прво вака е, како да медитира. А во главата му се дешава. Што ми требаше ова? Колку испив? 4, 5, па 6, не се сеќавам, па... нешто кисело. Ми иде. Само да не ја повратам пицата. Што изборав најленче, што порака и пишав или се јавив, без до матер, утре ќе видам колку пари имам, леле, кај ми е мобилниот. Што сум исповратен овде. Од тебе не ми фаќа прст на сензорот. На бившата и се јавив или порака, кај тераше. Ракија, коњак. Што ми требаше ова. Ова е мој мобилниот, бе. И единствено што одиш да правиш и да одиш да си легнеш, таман легнуваш на креветот и како на филмоите вака ти се вртат перките од лустерот. Вака ти изгледа. Ти текнува? И вака ти се врти се, човече, и си викаш добро е, собата игра цела, најважно од се жаре врти текст, жаре, текст! Од што си пиен, бојата на кошулата ти се смена, човече. Најважно е од се да се фатиш за креветот. И пак продолжува тоа. И пак продолжува. И страв ти е да не скокни креветот, да не те удри. Излегваш во дворот да те фати воздух. Дремиш наскали, готов за повраќање. Стоиш и ја гледаш секцијата од цвеќиња. Жал ти за цвеќето, ќе го избориш, ќе го попариш. Баба ти го садела, го вадела. Не, борец сум. Одам да спијам, супер сум. А комшите наđам диркат. Ете го, овој пак сам се избора. Еве, снимај го, ќе го клајме на YouTube. Снимај го. Стигнуваш до WC и моментот само е како диносаурус. Цело WC лом го правиш. А твоите дома демек спијат, чутат. Мајка ти на татко ти му вика: "Стани бе, гледаш, не знае кајтера да го носиме на инфузија." Јас да го носам на инфузија? Не! Ако сака во WC нека спиеш, сака нека прави. Иди мајка ти. Ти не шо правиш? За ти не знаеш кајтера, што ја дојде на си не шо правиш? За да направиш муабет, тебе ти треба преведува, човече. Вако. А таа те разбира. Добро. Ајде легни си. Цел на татко ти се истера. Мајка да ме комуницира со тебе. Цел на татко ти се истера. Цела плата по кафани ја фрлаш. Ти куќа немаш, по цел ден по кафани со частење, другарите парите ти ги спија. Пак јас да бегам. Таа се те разбира. Пак јас да бегам. Те личи на мајка да враќаш, како не ти е срам. Јас што ти изгледам. Одуста што делепме пари за тебе, за ти да учиш, за ти кола да си купи, секогаш во ново облечен. Ти вака да ни враќаш. Некој ден полиција през врата ќе ни дојде, како не ти е срам. Вака со мајка своја да почнуваш. Извини, мајка. А ти? Текст! Ти единствено нешто што сакаш во тој момент, така олесно ти сповратено се, сакаш само да се прибериш до креветот и да заспиеш истоштен, исцрпен од денот, од животот. Се прибираш и си заспиваш. Na dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam.